Здраво на сите, јас сум Драги Стојковски и ова е емисијата Македонска ера трета е поканета од, а денеска сме поканети од Ајхан Кавадар, кој е македонец, да речем и голем македонец, кој живее во Турција. Ајхан, добро дојде во нашата емисија. Добро сум нашол. Еве, виртуелно не покани кај тебе нагости. И како прво, ако може накратко да ги запознаеш нашите гледачи со вашиот живот, каде сте родени, каде живеете и така натаму. Јас сум Ајхан Кавадар, сум роден 1970 година и во Турција сум роден и во Турција сум пораснат. Туку само со снагата живеам во Турција, а со мислата и со срцето секогаш сум во Македонија. А каде точно си роден? Во кое место? Во Турција, во градот Ајди. Ајди. Да. Каде тоа, голем град ли е? Колку Измир не е голем, ама сето, со селото, сето е 1 милион. Ајде, не е, а каде тоа, на Егејското крајбрежје ли е? Да, во Егејското. А, значи, градот е блиску до морето, имате плажи во близина или подалеку е тоа? Имamo близно, се вика Кушадаси, од мојот град до Кушадаси со кола 50 минути е далеко. Значи, климата ви е егејска клима, егејска медитеранска клима. Да, и зимото тука никогаш не паѓа, бидејќи нашето сонце, македонското сонце нагрее нас и нема снег да падне никогаш тука. Браво, браво, браво. А каде во Македонија, или од каде во Македонија ви е вашето потекло? Моите роднини се родени во Македонија, во едно миготинско село, се кажува село Вешје. Татко ми е роден 44 година, и кога се вие за Турција, татко ми бил 11 години. Да. А и мајка ти е таму или само татко ти? Мајка ми е долка, починка тука. Аха. Да. Татко не е. Значи, прекрасна убавина и мешавина меѓу македонци и турци. Да. Значи, која година рече твојот татко дојде во Турција? На 1955 година. 55 година. Точно кога сум јас роден. Тој тогаш отишол во Турција. А колку во градот кај што живееш ти, колку македонци има таму? Во градот не да речеме, во моето село само има 15.000 иселени македонци, со млади, стари, невести, жетови, сите сме 15.000 македонци. Да. А колку големо селото, колку население има? Мислам има 20.000, 28.000 може да има, ама ние сме повеќе. Да, добро. А каде на други места низ Турција се населени македонците? Во Измир, во Буша, во Истанбул, во Маниша, во Ескишехир. Дека се грее сонцето, таму има македонци. А како сте организирани како македонци таму? И вие во вашето градче и село, а и пошироко низ Турција. Како се организираат македонците? Кога правиме свадби ние, повеќе со македонски песни ги правиме свадбите, во Измир има јаки музичари. Од тали музичари да ќе ги правиме свадбите, исто во Измир, во Бурса, во Истанбул, секој се прави. Нешто кога се прави со организирана, са каниме. Тоа не каналот наш, ако има нешто фестивал, ние ако имаме нешто ќе каниме, и така се познаваме. Ама што ќе грижувам, во беше 16 години напред. Кога беше амбасадорот Горан Татовски, тогаш беше ова работа. Сега, такви работи ја не гледам. Бидејќи, ми амбасадорот го познаваме сега шо ни ништо. Бидејќи, вие амбасадорот шо он
Северна Македонија амбасадори. Не е на Македонија. А Горан Тасовски беше на Македонија амбасадор и сите македонци беме по него и сите со него беме во исто време. Сега се изгубиме. Значи, македонство да го пренесувате на следните генерации преку музиката. Кога беше Тасковски амбасадор, нели имаше часови по македонски јазик? Да. Он многу имаше помош за луѓето и он кога идеше во нашиот град, во Измир, во Истанбул, не е како амбасадор, како председател, како некој македонец, како го прочекуваме ние него. Он нас не милуваше и ние не го милуваме, още го милуваме и още го сакаме, не можеме да го забравиме него. Да. Да, тој постојано зборува за вас, да. Колку активен беше. Според тебе, колку мислиш македонци дека има во Турција и целата држава? Се така, јас мислам не е туку, тоа што кажувам. Сите, ако не се биле, сите внуци, деца, жени, мајза, таму родени, ваму родени, сите сме 5,5 милиони македонци. Колку? 5,5 милиони. 5,5 милиони. Две втора Македонија тука има. Две втори Македонии. Браво. Значи, како се запознавте вие со Горан тогаш, додека беше амбасадор? Ама крвта рода не бива. Ние сме крв македонска. Како да не можеме да се најдеме ние? Не треба да се бараме. Крвта тегне. Да, така е. Он бараше дека има македонци, таму беше. Дека има организација, таму беше. И кој го овеја, многу беме благодарни, многу наша среќни беме, очигледно дека го пречекаме него. Ја имаш ли ти посетено Македонија? Само еднаш дојдов и тоа кога беше Македонија. Сега не ни се иде, сега виќе Северна Македонија. Дозна се од мене името нема да вода. Ќе го вратиме, и тоа ќе го вратиме. Вратиме. Дали имаш македонско државјанство? Не. Сега на душмо присто се дава или не се дава. Ако даде, прво тебе ќе поучетам. Сега ако не даде државјанство, ја право зајас ќе го пркам од таму ќе го исклучка. Затоа мене не ми дава. Ја чекам редот ќе го чекам, ќе добијам некогаш. Кога македонска ера трета ќе дојде на власт? Да. Прв ќе добиеш државјанство. И кога ќе пише Македонија, кога ќе дојдам. Сега нема шанса да взимам државјанство. Да. Не можеме да го завршиме овој разговор ако не ги спомниме твоите две внучки. Мислам дека се близдачки, така? Да, Авија и Дина. Како на Facebook ово што гледам, ти се твојата гордост, секаде ги покажуваш со македонски алишта, со македонско знаме. Колку години се тие? Години Букса. Една година. Ето години 6 месеци. Браво. Значи живи и здрави, да пораснат, па од нив да си чекаш нуци и правнуци. Па на крајот, благодариме што не покани да бидеме твои гости, виртуелни вака. Еден ден се надевам дека ќе се видиме во живо, дали во Турција или во Македонија. И ти пожелуваме се најдобро и тебе и на твоето семејство. Јас вас ви благодарам. Многу сум среќен од ме бевте гости во мојата куќа. Како сонце ме расветите, да сте здрави и живи, да живее Македонија, да живее македонски народ, никогаш Северна, секогаш Македонија. Така е, браво. Благодарам, пријатно.